Председателот на Црнагора положи цвеќе и се поклони на гробот на македонскиот револуционер Гоце Делчев, но шефот на Македонија не. Со венец црвено цвеќе, првиот човек на Црнагора, Мило Џукановиќ, кој е во посета на Македонија, заедно со неговата делегација беа во црквата Свети Спас, каде се наоѓа вечното почивалиште на Делчев. Македонскиот револуционер, кој е во фокусот на јавноста, особено откако е една од главните теми на сопнување во Македонско-бугарската комисија за ревизија на учебниците по историја. Изненадувачката одлука на Пендаровски за непојавувањето на чин со положување цвеќе од неговиот кабинет за Алфа го правдаа со протоколот, кој навидувал дека гостинот само оди да положува цвеќе со членови на председателскиот кабинет, во случајот членови од кабинетот на Пендаровски, односно дека наморало да оди и тој. А токму за најавите за блокади од Бугарија за влез на Македонија во ЕУ, Пендаровски истакна дека сега официјално Софија нема да не блокира, но не гарантираше дека тоа нема да се случи во понатамошниот тек на евентуалните преговори. Како понатаму, не само Бугарија, туку можеби и Грција во однос на имплементацијата понатамошна на Преспанскиот договор ќе се однесува во текот на преговорите кои траат со години и години. Ние туку што дискутиравме со мојот денешен гостин и пријател Мило Џукановиќ дека тие веќе преговарат 7,5 години и уште ги немаат отворено сите поглави, иако се шампион во преговарањето од нашиот регион. Значи, во тој многу долг процес, за жал, многу долг процес, која држава како ќе се однесува, вклучително и нашите директни соседи, допрва ќе видиме, допрва ќе го прочитаме и чуеме тоа што тие го најавуваат како преговарачка рамка за оваа прашање, но повторувам, тоа е за натамошниот период, значи здравје Боже, практично кога ќе почнеме да преговараме од почетокот на 2020, се надеваме па понатаму. Следејќи го протоколот или не, сепак останува дилемата како си дозволи Пендаровски во момент кога македонската јавност стравува за бришење на македонската историја, шефот на државата да не се појави на церемонијата со положување цвеќе. Ваквиот чекор остава дилема кај јавноста дали Пендаровски свесно одлучи да не ја лути Софија, ако се знае неговиот став за Делчев. Инаку, во интервју пред една недела, председателот ја сврти касетата од страната Б. Откако пред неколку месеци во јавноста тој истакна дека Делчев се декларирал како бугарин, па сега Пендаровски проба да се дообјасни дека Делчев морал да се пише како бугарин, поточно дека не можел да се пише како македонец. Средбата Џукановиќ-Пендаровски е прва од ваков тип на нашиот шеф на државата.